Фудбалерите на Победа ги одмерија силите со представникот на Ерменија, првакот Пјуник, кој што овде во Скопје допатува сигурно со желба да се представи во што е можно подобро издание пред целокупната фудбалска јавност, како она од Скопје, така и пошироко од целата наша земја. Предпоставуваме дека ќе ви биде познат резултатот од вечерашниот надпревар, меѓутоа сигурно љубителите на фудбалот од Прилеп, кои што од разни причини синоќа не можеа да се најдат на трибините од градскиот стадион во Скопје, еве можност во наредните 90 минути да проследат низ телевизиска снимка се она што се случуваше синоќа на градскиот стадион во Скопје. Значи станува збор за надпревар од првото квалификацијско коло од Лигата на шампионите. Официјално можеме да евидентираме 13 јули 2004 година е датумот кога екипата на Победа се надпреварува за прв пат во својата клубска историја во рамките на квалификацијските надпревари од Лигата на шампионите, а знаете учеството на Победа во овие надпревари од Лигата на шампионите, квалификационите, и го носи обезбеденото прво место, титулата државен првак во претходната надпреварувачка сезона. Жебот сакаше токму во првото коло тимот на Победа да добие противник од Ерменија, значи станува збора за екипа која што негува руски фудбал и сигурно дека на играчите на Победа нема да им биде ниту малку лесно да стигнат до најпосакуван резултат, а тој посакуван резултат кога станува збор во однос на желбите, амбициите на фудбалерите на Победа и секако на стручното раководство е да се отпатува на реваншот по 7 дена со предност од 2 гола разлика, без примен гол во сопствената мрежа, во мрежата на голманот Томе Пандев. До секој момент очекуваме главниот судија од Словенија Дамир Стомина да означи почеток на средбата точно во 20 часот, онака како што беше и закажан во УЕФА. Означува словенецот Стомина почеток на надпреварот, па еве ги на самиот почеток од средбата и оние најважни карактеристики, односно актерите на денешните први 90 минути од двомечот Победа Пјуник. Новиот тренер на Победа, Драган Христовски, денеска се одлучи на ерменците да им се спротистави со овие 11 мина. 12 Пандев, 14 Капинковски, 20 Нацев, 15 Георгиев, 5 Сашо Здравевски, 6 Ѓокич, 7 Георгиевски, 10 Николче Здравевски, капитен во екипата, 9 Драган Димитровски, 8 Жилсон, 11 Гешовски. Ова е значи стартната постава на шефот на стручниот штаб на екипата на Победа Драган Христовски. Тој го наследи Никола Илиевски на кормилото на Прилепскиот прволигаш. Од друга страна пак неговиот колега од Скотиниот табор Вардан Минќан за денешниот меч против Победа се одлучи да се спротистави со следниве 11 мина. 1 на голот камерунецот Апула, 5 Ховзепјан, 4 Назарјан, 3 Тате Василјан, 24 Ломбе. Исто така станува збора за фудбалера кој се камерунски интернационалец, игра во редовите на Пјуник. Со број 20 Макрцјан Артур, 25 Алексјан, 7 Макрцјан Ахван, 19 Пачнајан, 10 Хофнасјан, 11 Манчурјан. Ова се значи 11 мината, преку кои што тренерот Минасјан Вардан реков ќе се обиде да извлече поволен резултат на овие први 90 минути од двомечот помеѓу Победа и Пјуник. Инаку 23 за екипата на Победа. Нова следиме шанса на фудбалерите на Ерменија, на Пјуник, меѓутоа видовте Георгиевски, Гешевски, не стигнува топката до Капинковски, одново Манчурјан, тој ја има топката, тргнува напред Манчурјан, бие Манчурјан, ќе има ли гол? 1:0. Во својот трет обид Манчурјан со број 11 ја затресува мрежата на Победа, мрежата на голманот Томе Пандев. Едгар Манчурјан, тоа е фудбалерот кој со својата трета шанса ја претвора во гол. Сето ова се случува во 15-та минута. Димитровски. Дали станува збор за повреда со Соби Драган Димитровски, но одново следи акција на фудбалерите на Пјуник од Ерменија, среќа за фудбалерите на Победа. Хендикеп во секој случај за екипата на Победа представува фактот што Прилепскиот прволигаш влегува во овој надпревар, но еве удара на фудбалерите на Победа се обиде, тоа беше младиот Благојче Гешовски. Веднаш го бара Манчурјан, стрелецот на голот. Ѓокич, Манчурјан нема опсек, ја прифаќа топката Манчурјан, добар прием награди, проигрување, меѓутоа 2:0. Не
сега голманот Томе Пандев остана краток при ова проигрување на Манчуријан и веќе ерменците водат со 2:0. Кон Никол Центравески. И натаму Никол Центравески. Георгиевски. На простор за удар бие Георгиевски во добро поставениот Апула. Арбитражата давање суд за арбитражата на главниот судија на овој натпревар. Седи на акција на Пјуник, расписува Џокич. Натев. Греши Марија Натев, почетничка грешка, како на тачна му ја подаде топката на ерменците. Нема офсайд и 3:0. 3:0, втор гол на Манчуријан. Еве во ова 40-та минута, почетничка грешка на Маријан Натев, а сето тоа Манчуријан го казнува со својот втор гол на 90-тиот натпревар. Георгиев. Маневски. Жилсон. Се обидува Жилсон. Одлична интервенција на камерунецот Апула. Воен Ломбе. Хопнасјан. Ја одзема топката Благојче Гешовски. Оди Благојче Гешовски пред Хопнасјан и натаму Гешовски има можност да постигне гол. Почетен гол за победа пред на голот Благојче Гешовски. Откако му ја оде топката на либерото Хоп Зепјан, Благојче Гешовски силовито тргна кон голот на Апула и самиот ја речи целокупната ситуација. Последната половина. Стигнува топката до Маневски, бие Маневски, меѓутоа пласираше во оваа ситуација Борче Маневски. Помирени со поразот играчите на победа, едноставно го очекуваат последниот свиреше на Дамир Скомина и токму во овој момент тој тоа и го прави. Екипата на Пјуник извојува убедлива победа на градскиот стадион во Скопје во првите 90 минути. Значи, да резюмираме, победа Пјуник 1:3 со ушедно потекување на стрелците. Манчуријан 15-та минута 0:1, Ахван Макарцјан 0:2, 25-та минута 0:3, Манчуријан 40-та минута и 1:3, Гешовски 83-та минута.